Обичаи за Духовден. Во Скопје и Скопско. Домаќинките во петок, пред зори, месат мали, благи лепчиња, кои пред да се раздени, се носат на соседите и на пријателите. Тие треба да се изедат на гладно, за да им се најде на тие што не се живи. Лепчињата треба да бидат меки, благи и топли како душата. Потоа попладне се посетуваат гробовите на починатите членови од семејството, каде што се носат постни раздавки. Во сабота наутро, освен производите за раздавање, кои се делат за да му се најдат на покојникот, се носи и пченица и вино. В недела пак, по полноќ, на гробишта се носат млади гранки од оревово дрво, со кои се поминува целото гробно место. Порано се носели и бардачиња и каленици од глина, кои се полнеле со јагоди и цреши. Сега тие се заменети со стаклени или керамички садови, кои може да држат и вода, а се даваат на најдобриот пријател на покојникот. Важно е еден од производите што се даваат за душа на покојникот да биде домашен, односно да е замесено лепче или пита или нешто што многу го предпочитал покојникот. Обичаите и верувањата на битолчани за време на духовденските празнувања се раздавање храна за душа на покојните, бдење на гробовите до пред изгрее сонце и коленичење за време на црковната служба, зашто веруваат дека духовите на покојните одат на причеста. Постарите битолчани раскажуваат дека подготовките за празникот почнуваат уште пред Спасовден, кога се купуваат дарови за душа на покојните. Кај луѓето во овој крај одамнина останало верување меѓу народот дека на Спасовден излегуваат духовите, па затоа претходно се купуваат чаши, мајци, крпи. Во петокот пред Духовден се опеваат покојните, а другиот ден во саботата на задушница се раздаваат даровите. На гробишта се носат храна, лепче, маслинки, сирење, јагоди и цреши и купените предмети кои се раздаваат на блиски. На Духовден, пред да изгрее сонцето, уште во темнината се мијат гробовите на покојните со гранки од маслинки и ореви. На тој начин символично се мијат починатите роднини. В недела се служи во црквата голема литургија. Подот во храмот е послан со лисја од ореви и маслинки. На Духовден се внесувале билки во храмовите. Од нив верниците плетале венчиња кои ги носеле како заштита од демоните, но и како практична заштита од молците и другите штеточинки во своите куќи. Гробовите се прекривале со листови од орев, а некаде се китале само крстовите. Во Македонија, на Духовден не се спиело ноќе. На гробиштата луѓето седале цела ноќ и раздавале храна за душата на покојните. Задолжително е носење на цреши во земјани садови, кои според верувањата со символично давање на блиските преминуваат граница на оној свет и им служат на покојните во тој задгробен живот. Во Јужна Србија пак
Се верува дека човек роден на Духовден секоја година на таа ноќ во стаклото на шишето во кое има вино може да ги види мртвите и да комуницира со нив. Но пред да го стори тоа, мора да помине низ обредни елементи, меѓу кое и оној каде што ќе отиде до гробот без да се сретне со никого. Да појде од домот и да стигне до гробот во глуво дуба. Да пости 7 дена пред Духовден и слично. Некаде пак се верувало дека детето родено на тој ден нема да има среќа во животот. Assunta